На 10 километри од Неготино, од двете страни, делумно исполнета со вода, се наоѓа реката Војшана, а тука, околу неа, е распослано едно од побогатите села во Тиквешијата, селото Војшанци. Жителите од ова рамничарско село, познати како добри домакини, повеќе градинари, но и одлични лозари, произведувачи на жата ракија, а во поново време овде актуелно е и садењето на тутун, ни вели нашата домакинка Пелагија Павлова, која веќе длабоко навлегла во 80-та година. Некогаш убава мома, жена, активистка, председателка на жените од селото, мајка е на 3 деца, со кој со сопругот Киро делат се, и добро, и лошо, живеејќи го своето секојдневие. На верандата под ладовина, каде се собираат сите на студена ракија, пиво и мезетлук. Тука секогаш има гости, не само од селото, нивни пријатели и роднини, но кога ја снимавме оваа емисија, гостин им беше стариот и добар пријател, господинот Омер Авџи, турчин по потекло, но овде во ова село е роден, ги има своите корени. Од 1964 година со своето семејство се селат во Истанбул, Турција. Разговарајќи со него, почувствувавме колку носталгијата го влече човека на своите корени. Тој долго ни раскажуваше за своето детство во Војшанци, за падините, за ливадите и дружбите, но и за својот успешен бизнис во Истанбул. Рече дека се сака што е македонско и песната која беше присутна и денеска на трпезата во текот на емисијава. Не ми дава да заљубам одличните ергени. Инаку Војшанци, кој некогаш имало над 350 куќи, по силниот миграционен бран, сега има 100 и 450 жители. Бевме на посета и кај неуморниот војшанец, влюбеник во сликарството Димче Ангелов Дицо, во неговата родна куќа, со двор препон зеленило, овошки, но меѓу нив беше тој, сликарот наивец, кој веќе долги години се дружи со четката и боите, а слика во масло техника. Наскоро подготвува самостојна изложба. Такви се овие вредни луѓе, заљубени во земјата која раѓа се, во заедништвото, во уметноста, но и во верата христијанска. Селото кое некогаш било турско, во најголем процент по иселувањето, сега е македонско село, со убава црква, посветена на светицата Свети Петка, заштитничка на Војшанци, со убав иконостас и со селска слава Свети Илија. Но и на 8 август, на празникот на Света Петка, тука е весело. Кумовите подготвуваат за сите што се дојдени манастирски ручек. А ги има од секаде, од село Долни Дисан, од Неготино, Кавадарци, но пријатели од далечна Австралија, потоа Канада, Турција и други места. Убава идилична слика на село Војшанци, зашто има добра инфраструктура, има асфалтни патеки во и надвор од селото, чиста изворна питка вода за пиење, нови контејнери за сметот, игралишта за мал и голем фудбал, но сепак тука е еден проблем. Додека клубот Напредок имаше своји спонзори, играчите тренираа на игралиштето, одеа на надпревари, победуваа, но сега спонзори нема и клубот нема активност. Во село Војшанци има и подрачно основно училиште Страшо Пинџур, а и млади кои работат во кавдаречката фабрика Дресер Мајер и во неколку конфекцијски куќи во Неготино. Ете, тоа е секојдневието во кое го ткаат својот живот овие вредни, работливи и распејани луѓе, задоволни од она што го имаат, а надежда за подобро утро не ги напушта. На заминување веќе росеше, прозорецот на возилото се замагли, но не можеше да го избрише печатокот за Војшанци, за добронамерните домакини, влюбени во своето село, каде и да се, секогаш, макар за кратко, среќни се враќаат на своите огништа, а тие тука што живеат во селото, срдечно ги пречекуваат.